Со смирена доза на помпа, Opel ја представи новата Astra. Иако нема многу врска со неа, новиот шеф во Руселскајм беше почестен да ја представи шестата генерација на просперитетниот компакт. Уве Хохлгешурц официјално стапи на своето ново работно место, каде го пречека амбасадорот на марката и тренерот на Ливерпул Јурген Клоп. Новата Астра е дизајнирана и развиена во седиштето на Opel, а исто така и таму ќе се произведува. Популарниот компакт од Руселскајм е развиен од нула, поставен е на нова платформа и ќе нуди електрифицирани верзии. Покрај бензинските и дизел моторите, моделот со 5 врати ќе биде достапен и како приклучен хибрид. Опсегот на моќност се протега од 110 до 225 конски сили. Повеќе од јасно е дека ја дели хибридната технологија со својот француски брат Peugeot 308. За неа е задолжена комбинацијата на 1,6 литрен турбобензинец и електромотор која црпи енергијата од литиум-ионската батерија од 12,4 киловат-часови. Кога е полна, таа овозможува електропогон доволен да се поминат 57 километри со нулта емисија. Ако батеријата е исцрпена, целосното полнење трае добри 3,5 часа. За следната година најавена е уште една приклучна и една потполно електрична верзија Astra E. Дизајнот се базира на новата линија каде доминира предниот дел наречен визор. Дигиталниот кокпит е дел од дизајнерскиот смер со кого системот Pure Panel беспрекорно обединува два дисплеи со широк екран по целосно застаклената, хоризонтално растегната површина. Контролните копчиња се ревидирани и сведени на минимум. Управувачот доби нов изглед. Новата Астра ќе започне да се комерцијализира од следниот месец во Германија, а на македонскиот пазар би требало да се промовира во почетокот на идната година.